Инспирацијата е за аматери. Ние останатите се појавуваме и се фаќаме за работа. Чак Клоус. Работата го краси човекот, а мрзата го гнаси. Македонска народна поговорка. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска разговараме за една многу интересна тема со наслов работа. Што е работата? Кои се нејзините одлики? Зошто се појавила? Дали постои во други облици? Какви облици постои? Дали постои кај животинскиот свет или само кај луѓето? И многу други прашања кои што денеска ќе ги обработиме заедно со нашиот мил и драг свештеник. Така ли е, свештениче? Така е, процесор. Јас би сакал да дам само еден краток вовед или еден преглед за тоа што сметам дека е работата, а потоа ќе навлеземе во разглавање на истата како појава. Според мене, работата е, ако земеме во нејзината најабстрактна и најфилозофска форма, како дефиниција, работата е насочена и полуорганизирана акумулација на вредност. Со други зборови кажано, работата се состои од воздржување денес за достигнување на поголема вредност утре. Биолошките системи и ентитети ја откриле работата. Не се само луѓето тие кои што работат, според мене. Меѓутоа луѓето имаат можеби најсофистициран начин или метод на работа, кој што го развиле во текот на човечката еволуција. Сепак, сите животински видови работат некако. Познато е дека, например, верверичките закупуваат желади или лешничиња или други работи кои што ги нашле. Мравките собираат семиња за да можат да преживеат преку зимата и така натаму и така натаму. Значи има многу појави во природата каде што животинските видови, односно биолошките видови, системи и екосистеми работат. Акумулираат вредност, насочена акумулација на одредена вредност со цел да се постигне поголема вредност утре или барем да се преживее. Сега вредност. Кога зборуваме за вредност, имавме претходно епизоди за квалитет, за вредност и така натаму. Кога зборуваме за вредност, тоа што треба да кажеме е дека сите вредни нешто се тешки. Тоа веќе го знаеме. Односно се тешки за правење или за постигнување. Се поставува прашањето зошто. Зошто сите вредни нешта се тешки за правење, односно за постигнување? А одговорот е, бидејќи поради ентропијата, потешко се акумулира, односно се собира вредност од што се троши или губи. И работата е всушност еден вид на методологија, на начин на постапување, на делување во светот, со кој што се врши еден обид да се акумулира вредност, да се собере вредност денес, односно во одреден период во континуитет, со цел да се постигне поголема вредност во иднината. Значи, практично работата е гледање кон иднината, преку воздржување и дисциплина во сегашност, канализирање на сегашните нагони, избегнување на оние работи кои што ја трошат вредноста денес, насочување кон оние работи кои што ја акумулираат вредноста денес, за во иднина да се стекнеме со поголема вредност. Впрочем, кога веќе го спомнуваме квалитетот, една друга дефиниција за квалитетот би била дека квалитетот означува потенцијал или реализираност за акумулирана вредност на долг рок. Колку е нешто по-квалитетно, толку има или поголем потенцијал или веќе во него има акумулирано вредност на долг рок. Во епизодата за квалитет зборувавме за ова. Например, квалитет на зграда е таа што не паѓа и кој што возможува што подолго се живее во неј. Квалитетот на авион е тој што не се распаѓа сред летање, туку возможува што повеќе летови се направат и да не загине никој. Квалитетен човек е оној кој што е квалитетен човек на долги патеки. Квалитетен партнер е оној кој што е добар партнер на долги патеки и така натаму и така натаму. Квалитетен нож е оној кој што сече 10 години наместо да сече 2 години. Тоа важи и за алатките, тоа важи и за луѓето, тоа важи и за системите. Значи, квалитетот практично означува или потенцијал или стварност на акумулирана вредност за долг рок. И тука се врзува со далекосежноста, која што имаме дискутирано во други епизоди. Сега пред да завршам воведов, само ќе кажам дека во народните поговорки и приказни секако дека има мудроли кои што народите ги смислиле во врска со работата, бидејќи самиот народ, ако зборуваме конкретно за македонскиот, се обидувал да пренесе преку народни приказни и поговорки кои што се пренесувале од колено на колено, од уста на уста, дека работата е нешто што треба да се прави, а дека не треба да се седи мрзлив, бидејќи тоа е патот кон пропаст.
Па така имаме поговорки како џабе работи, џабе не седи. На волкот му е дебел вратот зашто сам си го лови пленот. Приказната за штурецот и мравките. Мравките работеле, додека било лето и есен. Штурецот си свиркал виолина и потоа бил гладен додека која дошла зимата. Како и поговорката, работата го краси човекот, а мрзата го гнаси. Сите овие поговорки, овие поуки, укажуваат на една морална вистина, а тоа е дека треба да се биде трудолюбив, треба да се биде амбициозен, да не се забегува во истото, тоа ќе го дискутираме понатаму низ епизодата, меѓутоа треба да се биде трудолюбив и амбициозен и да не се биде мрзелив. Бидејќи преку дисциплината, преку саможртвата, во сегашноста се постигнуваат големи и велики работи во иднината. Тоа беше мојот вовед за работата. Значи, на кратко, според мене работата е насочена и полу или целосно организирана акумулација на вредност. Свештениче, што би искоментирал ти за овој мој вовед? Па интересен беше затоа што е тотално спротивен од мојот. Твојата дефиниција за работа или начинот на кој што ја објаснуваше доста од позитивна страна, од позитивна гледна точка, и тоа е многу добро и точно, меѓутоа има и уште една страна цела, која што е негативните аспекти на модерниот концепт на работа, кој што е исто така сеопфатен, многу аспекти има. Јас мислам дека работата во модерниот свет е толку многу присутна во нашите животи, што ние веќе престануваме да ја гледаме како работа. Едноставно станува толку дел од нашиот живот и после тоа станува дел од нашиот идентитет, што ние веќе не работиме или не се грижиме за нашата работа, туку се грижиме за нас самите. Сметаме дека работата е дел од нас. И сега, ако се вратиме, како што кажа ти, на самите почетоци, на коренот на работата, на самиот концепт, како што кажа ти, можеме да видиме дека тоа е на некој начин условено во нас, како живи суштества, да работиме, бидејќи сите живи суштества работат, сите прават нешто, дури бактериите, дури габите, дури растенијата, сите работат за да преживеат, сите нешто прават, растенијата прават фотосинтеза, животните ловат или одат таму каде што има храна, се бранат, се справуваат со проблемите од надворешноста и така натака. Значи, животот е работа, животот во својата суштина подразбира работа, меѓутоа тој подразбира и други работи. Не е само работата. Како што сме произлегувале од животинското царство, како што сме се освестувале како луѓе, мислам дека така и тоа природно работење и тој природен порив да преживееш се претворил всушност во работа. Самиот физички труд кој што е бил неопходен кога сме биле животни се пренел во она што потоцна станало работа, професија и така натака, занает. Меѓутоа во својата основа, мислам дека и ти го кажа истото или многу слично, во својата основа работата е трансформација на енергија во вредност. Значи, вложуваш труд за ресурси. Како што општеството се усовршувало, се модернизирало, станувало се поефикасно во своите активности, работата се трансформирала во пари. Значи, сега парите стануваат онаа вредност, всушност тие се еден вид на коагулирана или кондензирана вредност, со која што подоцна можеш да си овозможиш она што сакаш, оние ресурси кои што ти се потребни. И тоа е едно ниво на работата. Ова ниво е основно и е нужно. Значи, човек не може без работа. Зошто? Бидејќи тоа е вградено и вродено во нас. Мораме да работиме за да добиеме ресурси, за да добиеме одредена вредност. Без разлика, дури да сме невработени, дури да не учествуваме во самите процеси на општеството, повторно мора да работиме за да добиеме одредена вредност со кој што ќе преживееме. Меѓутоа, интересното е што работата не останува овдека, не останува како вложен труд за замена за ресурси, не останува на ова основно исконско ниво, туку се манифестира или можеме да кажеме мутира во едно друго ниво, кое што јас го нарекувам социјално ниво,
И тука работата станува еден вид на статус и мерна единица за позиција во хиерархијата во која што се наоѓа човекот во самото општество во кое што живее. Значи, еден вид на показател на вредност. Кога ќе те прашаат што работиш ти, всушност не им е гајле многу што работиш ти, туку она што сакаат да те прашат голем број на луѓе е која е твојата позиција во хиерархијата. Како да се однесувам јас со тебе? Ако кажеш јас сум директор, опа, сега друг ќе се однесувам на друг начин. Ако кажеш јас сум чистач, можеби ќе се однесуваат поразлично. Значи еден вид на маркер на идентитетот, колку вредиш. И тоа е толку многу вродено во модерното општество и толку многу е прифатено, обично велат старите, поготоа тие кои што живееле во комунизмот, велат, тоа е проблем само на капитализмот, во комунизмот не било така. Јас не мислам дека е така, мислам дека во комунизмот било барем исто така, ако не и повеќе, затоа што тогаш се што им останувало било хиерархијата во работата. Немала друга хиерархија освен таа хиерархија која што била во самата работа. Така да тоа било уште поголем маркер на идентитет. Она што е уште полошо е што како што ги мериш луѓето во однос на нивната работа, во однос на нивната професија, ти почнуваш и самиот да се мериш во однос на она што го работиш ти. Станува еден вид на валута на самопочит. Почнуваш да се омаловажуваш себе си или да се гледаш себе си со пониска вредност или пак со повисока вредност врз основа на тоа што работиш. И почнеш нормално да се споредуваш и да ја користиш работата како еден вид на изразување на својот идентитет. И тука веќе се изгубило она исконското основното ниво на работа кое што е морам да правам нешто за да добијам вредност и ресурси, така на таа основна жртва која што ја кажуваш ти. Мора нешто да се жртвува времето, се жртвува енергијата за да се добие ресурсот. Тоа е преубаво основно исконско ниво. Меѓутоа, можеме да видиме дека се трансформира во нешто кое што е социјален конструкт, кое што е агент на егото да се пројави во реалност. Егото е всушност концепт, егото е може да кажеме илузија, бидејќи е во нашиот ум само, не постои надвор од умот, приказна. Меѓутоа на овој начин тој пробува да се докаже себе си, пробува егото да се пројави уште повеќе, пробува да се материализира со тоа што самата работа ја поистоветува со себе си, со својот идентитет. И тука веќе ти не правиш нешто кое што е природно и неопходно и сосема нормално, туку ти се бориш за твојот концепт за себе си да биде посилен, поголем, повозвишен. Значи веќе не е природна работа, природен процес, туку сега веќе е дел од оној филм во главата. Работата станува филмот во главата, се изнесува надвор. И како последица на тоа сметам дека настануваат и огромните проблеми во светот и конфликти во светот. Тоа што веќе не е само природен процес, туку станува идентитетска борба. Не за џабе во Библијата е кажано љубовта кон парите е извор на сето зло. Тоа што сакава да каже Библијата е не конкретно кон парите, според мене, туку сакава да каже љубовта кон абстракциите. Парите се еден вид на абстракција на вредност. Абстрахирање на вредноста во едно парче хартија, кое што, се договараме дека држи толку и толку вредност. И ако со текот на времето многу од луѓето кои што се на пониско ниво на зрелост се заљубуваат во самите пари, во самите инструменти на приказна вредност, наместо во самата вредност. Дури помили им се парите како пари, него ли вредноста која што може да ја донесат. Апсолутно, и тука е и метафората со златното теле. Значи не е само тоа што е златно, туку и што представува, самиот концепт, абстракцијата. Они не се поистоветуваат со Бог, со живиот Бог, туку создаваат некој аватар, создаваат некоја слика за него. И затоа една од Божите заповеди и луѓето се чудат сега, зошто да не си создавам слики, па дали тука, дали иконите се слика, дали не се слика, пак влегуваат во некои дебати, во некои абстракции. Која е целта на тој заповед? Не си создавај слики и доли. Бог е интимна работа, Бог е во тебе.
Бог е во суштината на тишината, на животот. Не е во некоја икона, не живее во некоја икона надвор. И во иконата е, ама повеќе е во тебе. Ти си поблиску до Бог преку себе, а не преку иконата од Исус. И тоа е, тука лежи тој заповед. Тука лежи кваката на тој заповед. И исто и со парите. Да, точно. Практично таа заповед не се отуѓува од Бог преку абстракции. Можеш да имаш најблизок однос со Бог кога ќе нема да се обидеш да се отуѓиш од него преку тоа што ќе си правиш слики за него, ќе си го замислуваш, вака изгледа, така изгледа. Тука едноставно ќе го доживуваш во секојдневието цело време секој ден. Ако си почнеш да си го поистоветуваш Бог преку некоја слика таму што си е нацртал за него, ти веројатно ќе се отуѓиш од него, зашто тоа не е Бог. И тоа е Бог, ама тоа е абстракција за Бог. Тоа е како искривена слика, тоа е исто како онаа разликата што ја кажуваат помеѓу картата и земјата. Значи, едно е да ја гледаш картата на некоја земја или некоја патека кај што одиш, а друго е да доживуваш патеката. Картата е абстракција, така и сликата за Бог е абстракција. И се таму доаѓа и таа заповед. Не завлегува во абстракции. Тоа е оној класичен пристап за утуѓување и за корумпирање морално, практично, преку абстракциите. Всушност, баш и тоа сакав да го дискутираме околу еволуцијата на работата. Ти кажа дека имало одредена еволуција на концептот на работа во човековата цивилизација, во човековата мисла и не само мисла, туку и култура, и цивилизација, и делување. Практично, тоа што го гледаме низ историјата е еволуција од работата како насоченост кон непосредното или конкретното, кон работата како насоченост кон посредното или абстрактното. Значи, има постојано движење од конкретното, односно непосредното, кон посредното, односно абстрактното. И на почетокот, работата во главна се одвивала на еден начин кој што не бил свесен, кој што бил повеќе телесен, него што бил умствен. Например, и до ден денеска го имаме тоа, ако јадеме многу јаглехидрати, ќе почнеме да акумулираме масти. Мастите се акумулирана вредност. Нивната идеја е дека кога ќе нема доволно храна да можеш да преживееш и да не умреш. Значи да имаш енергија и да имаш во нив акумулирани витамини и други некои работи кои што се врзуваат за нив. Телото смислило како да работи, а тоа е преку тоа што кога ќе има јаглехидрати, прво ќе ти всади нагон да ги јадеш овошјата и другите извори на јаглехидрати, да се практично бидеш зависен од или многу да те привлекува шекерите, а потоа да може да ги акумулира истите преку инсулинот да ги смести во масни наслаги, кои што ти се потребни за поната. На почетокот работата била телесна, не била свесна. Но луѓето како што се развивале понатаму и зреле, во еден момент ја откриле работата. Односно ја откриле жртвата. Жртвата на денешницата со цел да се добие нешто повредно во иднината. Ја откриле воопшто возможноста да се воздржиш денес, односно сега, за да добиеш нешто повредно утре. И тоа било едно многу големо откритие кој што не било свесно во моментот. Меѓутоа луѓето откриле начин како тоа да го запишат и да го обработат на друг начин. Например, за ова зборуваше Џордан Питерсон, тоа е дека во Стариот Завет, во Библијата, многу пати се опишува ситуација каде што луѓето откриваат жртвата како еден вид на опит да се преговара со стварноста, или со друг збор да се преговара со Бог, со Господ. Господе, јас ќе ти жртвувам нешто вредно кое што го имам денес, за да ми дадеш нешто повредно утре. Нормално, Господ не секогаш ги остварува овие желби или обид да се манипулира истиот преку жртви, со кое што Стариот Завет е полн со такви обиди, го имаме дискутирано јас и свештеникот ова претходно. Меѓутоа, ако се жртвуваш денеска во секашноста, си ги зголемуваш шансите да утре Бог ти даде повеќе или нешто повредно. Тоа се случи нели со кога го повикува Бог да го жртвува својот син на планината, за да му ја тестира, да му ја опита неговата верба во Господ, и пред да го утепа својот син, само што ја дига раката, го сопира Господ, односно ангел го сопира и му вика, практично му вика, докажа дека си доволно посветен на Бог. Практично дури си спремен да го жртвуваш своето највредно, својот син, за да докажеш колку му си посветен на Бог. Значи, овие приказни во Стариот Завет
практично укажуваат на тоа дека луѓето во тој период некаде на цивилизацијата, може би малку претходно, ја откриле работата. Откриле можноста да се воздржуваш денеска, односно да ја жртвуваш денешницата за да добиеш нешто повредно во иднијата. Тоа е средната фаза на откривање, а со текот на човековата еволуција и историја, до денеска имаме стигнато до едно насочено, систематско, организирано, полусвесно, кај повеќето луѓе, меѓутоа воздржано делување сега во денешницата и жртвување на денешницата за подобро утре. Затоа имаме пазари, затоа имаме работна сила, затоа имаме, работни места, фирми, така натаму. Тоа сите се организирани начини на работа, на жртвување на денешницата за акумулирање вредност утре. И се апстрактни начини. Такво нешто како фирма не постои, не можеш да ја допреш. Или барем не на начинот на кој што ја разбираме вообичаено нештото како што постои во физичкиот свет. Такво нешто како држава, можеш да го пипнеш, нема клетки, нема ѕидови, меѓутоа сепак постои. Сепак преку апстракцијата сме ја манифестирали, како што вика свештеникот, сме ја создале во живот. Значи, од конкретното кон апстрактното, од непосредното кон посредното. Проблемот во тоа е дека се појавуваат многу негативни нуспроизводи во оваа апстракција, а тоа е едниот од нуспроизводите е отуѓување преку преголема апстрактизација. Практично тоа е одвојување од делувањето до резултатите и ефектите од делувањето. Преку овие апстрактни инструменти, преку инструментите на пари, финансиски средства, банки, правен систем, економија и така натаму, преку сите тие работи, практично ние имаме создадено многу, па дури веќе забегува во премногу, нивоа на абстрактизација помеѓу она што го делуваме во моментот и резултатите од нашето делување и ефектите од истото. Тоа е прва работа. Првиот негативен нуспроизвод. Вториот негативен нуспроизвод, кој што сметам дека е, она што го кажуваше свештеникот, дека практично преку егото го има заробено овој инструмент, ова откривање на работата и практично си има наложено на многу луѓе да се заљубат во апстрактните инструменти за ознака и размена на вредност, тоа е пари. Не се само парите, ама еве парите ги имаме како пред. Че луѓето многу често, пречесто, незрелите луѓе се заљубуваат во парите. И тоа е многу голема грешка, затоа што тоа е ознака за ниско ниво на зрелост и е основата на моралната корупција. Заљубувањето во апстракциите наместо во конкретностите е еден од основните начини како луѓе да се корумпираат. Заради тоа луѓето кои што се заљубени во пари, во главно ги сметаме како морално корумпирани, кои што претеруваат. Никој не вели дека не треба да се заработуваат пари, никој не вели дека не треба да се акумулира материјална вредност, меѓутоа ако тоа е главниот извор на лична вредност и на надпревар во светот во хиерархијата, тоа е морална корупција. Означено уште во Библијата, самиот Исус во Новиот Завет оди во храмот и им ги растура масите на банкарите. Идејата на таа приказна е дека го сквернават храмот и го сквернават возвишеното, божественото со материјални земски апстракции. И третиот нуиспроизвод кој што се појавува во зголемената абстракција е паразитизмот. Преку овие финансиски инструменти, економскиот систем, инфлација, емисија на пари, на инструменти и така натаму, се појавува можноста во таа абстракција да се скријат паразити кои што живеат на грбот на другите луѓе, кои што не работат или работат само форици цел време некои финансиски и преку тоа успеваат да акумулираат и вредност, и живот, и безбедност и така натаму, а како паразити врз грбот на луѓето кои што се честни и кои што сакаат да си ги заработат своите пари на честен начин. Абстракцијата воведува и многу силни негативни нуспојави. Само да поставиме на паралела со спирална динамика. Спирална динамика, за тие кои што не знаете, еден вид на теорија за еволуцијата на човековиот дух, јас би рекол, во низината најоснова. И таа има неколку фази, има неколку категоријни фази, да речеме, каде што се наоѓаат луѓето. Главните две се конвенционален поглед и постконвенционален поглед. Во конвенционалниот поглед тој се основа на сиромаштија, на светогледна сиромаштија, каде што треба што повеќе се загрби. Треба да си алчен, треба да направиш што поголемо богатство,
да се надпреваруваш во светот и во хиерархијата преку тоа кој повеќе има, на која позиција е, каков статус има и така натаму. Во постконвенционалните фази, кои ќе надминеш ова, се стекнуваш со поглед на изобилство и веќе таквиот надпревар ти е смешен во најмала рака. Знаеш дека мора да го има, меѓутоа не се обсесираш околу истото. И сега, во спираната динамика, ја препорачувам да ја слушнете епизодата за спирана динамика, меѓу првите наши епизоди. Има една епизода... 2 епизоди. Да, 2 епизоди точно има. Во конвенционалните фази има фаза сина. Таа фаза е морализаторска и дисциплинирана, практично дисциплинаторска, каде што се појавува пуританскиот морал, каде што се појавува канализацијата на нагоните, каде што се појавува бракот, и сите овие појави предизвикуваат создавање на вишоци на вредност. Овие создавање на вишоци на вредност, пред се материјални, меѓутоа и други видови на вишоци на вредност, овозможуваат да се создаде цивилизацијата, овозможуваат да се создаде денешниот начин или метод или пристап на работа, како акумулација на вредност. Значи, еволуцијата на работата е таа, од конкретно и непосредно кон абстрактно и посредно. Тоа создава негативни нуспојави, кои што се надминуваат преку духовно зреење и работа. Апсолутно си во право. Можеме да видиме дека работата како основна потреба и појава е многу природно нешто, многу нормално нешто, нешто кое што ни доаѓа спонтано да го правиме, без разлика дали сме вработени, дали не сме вработени, колку предонесуваме за општеството, колку сме вредни или кој слој на општествена вредност во човештвото го зафаќаме, секогаш мора да работиме, секогаш има некој порив за работа, без разлика каков, кој што не тера да правиме нешто за да добиеме ресурс, за да живееме. Тоа е природна работа и тоа е духовна работа. Понатаму ќе зборам и зошто тоа е духовна работа. Сакам на тоа да се посветам. Да објаснам зошто работата е всушност аспект на Божјата проактивност, Божјата креативност. Тоа може да речеме дури Божјата женственост, на креативност, на експресија на самиот живот. Меѓутоа, на она ниво на кое што моментално работата ја гледаме, е, како што кажавме и двајцата, обседната е со концепти, обседната е со идентификации, луѓето повеќе не работат за самата работа, дури веќе не работат ни за пари, туку работат за идентификација и за надвладување на другите, за нивното его, за концептот за самите нив да биде поголем, поубав или над другите луѓе, да се почувствуваат подобри од другите луѓе, поважни од другите луѓе. Тоа е бастардизација на самиот концепт на работа и тоа е демонизација, може да кажеме, на еден природен порив на животот во нас да прави нешто. Исто така, таквиот начин на гледање на работата создава и психолошки проблеми. Создава еден вид на нездраво живење. Че не е само тоа што си го изменил значењето на работата и сега си го егоизирал, станало его, станало суета, станало концепти кои што се борат меѓу себе, туку сега ти си влијаеш и сам на себе. Толку многу си се идентификувал со работата како его и како лична манифестација, што сега таа станува еден вид на бегство од твојата внатрешна празнина. Ти веќе гледаш да избегаш од себе и да избегаш од своите проблеми и од својата вистина со тоа што ќе одиш на работа или со тоа што ќе се преокупираш или со тоа што ќе бараш признание преку работата, ќе прегориш, ќе станеш како се каже тоа, overworker. Работохолик. Работохолик, да, workaholic. Ова што го кажа сега има многу голема вистина. Јас сум забележал дека кај луѓето кои што открили вистината дека се е во ред и ја прифаќаат судбината, оно што го кажувавме за Амор Фати, нели? Тие се опуштени во однос на работата. Не кажувам дека не ќе да работат, меѓутоа не се обседнати со својата работа, не се обседнати со статусот. И кај нив има концепт на доволно. Кој ќе го постигнеш тоа доволно, после тоа не име многу гајле дали ќе работат или не да работат и колку ќе работат. Има концепт на доволно. Има
има аспект на доволно, дека можеш да работиш доволно. А оние луѓе кои што се незадоволни од себе си, кои што се празни во себе си, баш како што кажа ти, за нив никогаш нема доволно. За нив мора постојано да се работи, да се акумулира, затоа што вредноста зависи од тоа што е надвор. Кај првите зависи од тоа што е внатре, а кај вториот зависи од тоа што е надвор. И тоа што го постигнале надвор, одредува колку вредат самите тие. За жал, тоа е изгубена трка уште по дефиниција, уште од почетокот. Не можеш да победиш надвор и не ни треба да победиш надвор. Секогаш надпреварот е сам со себе. Секогаш љубовта доаѓа од внатре. Секогаш се е во ред и има доволно. Апсолутно. Тоа е и практично видливо кога ќе ги погледнеме високите ешалони на луѓе кои што ги гледаме како некои врвни, успешни луѓе, врвни бизнисмени, предприемачи или пак владетели, председатели, така натака. Сите се толку многу исповрзани помеѓу себе, што реално, ако си доволно прониклив, ако си доволно интелигентен, ќе видиш дека ниеден од нив ја нема апсолутната мок да биде подобар од сите други. Председателот зависи од оние олигарси позади нив, олигарсите зависат од другите олигарси или од самите банкарски системи и од самата влада, која што зависи од друго нешто. Сите се толку многу испопреврзани, што едноставно онаа врвност станува илузија. Тука е пред тебе, секогаш ќе ја опфатиш, само треба следното унапредување да го добиеш, само треба шеф да станеш, само треба менаџер да станеш, па после тоа ова да станеш, тоа да станеш и никогаш не се достигнува тоа. Никогаш не можеш да стигнеш на една позиција каде што кажеш, еве го, тоа станав највреден, станав најуспешен на светот. Ниту пак стигаш до позиција каде што велиш, станав доволно успешен. Сега сум доволно успешен, од сега веќе не сакам ништо повеќе. Зошто не можеш тоа да го речеш? Зошто секогаш има нешто што е блиску до тебе, ама се уште го немаш и тогаш ќе бидеш совршен? Зошто? Бидејќи егото е концепт. Ете заради тоа. Егото не е нешто што постои вистински, туку тоа сака да постои со тоа што ќе се идентификува со нешто. Меѓутоа, бидејќи тоа идентификување е секогаш невистинско, не лепи, пошто не е вистина, не може да залепи, секогаш бара повеќе, секогаш бара нешто друго, секогаш бара или поразлично нешто, или поголемо нешто. Затоа што кога и да се достигне одреден идентитет со нешто кое што егото мисли дека ќе го направи вистинско, веднаш го добиваме чувството дека ова не е тоа. Зошто егово не е вистинско се? Зошто не стана вистина? Зошто концептот за јас повторно не ми лепи, повторно не е тоа. Баш и тоа е изборот. Не е тоа, го чувствуваш како да не е баш тоа. Зошто? Бидејќи концепт е. Бидејќи е во твојата глава измислено е. Не можеш да бидеш ти тоа. Ти си постоење. Ти не можеш да бидеш нешто, не можеш да бидеш менаџер, не можеш да бидеш председател, не можеш да бидеш директор, да бидеш генерал. Дури и да ти стават медала и капа и да ти речат ти си генерал, не е тоа, не ти лепи. После сакаш да бидеш филд маршал, сакаш да бидеш генералисимо, сакаш да бидеш нешто друго. И кога ќе станеш тоа пак не ти лепи, зашто е его и не може да не е вистина. И кога ќе се достигне тоа, почнува да сваќа умот и почнува да сваќа егото дека чекај не е вистина ова, сега ми треба нешто друго. И заради тоа тој воркохолизам, што јас го нарекувам, или тоа бегство од внатрешната празнина е трка која што секогаш ќе заврши со пораз, не можеш да победиш, тоа е тркало, како еден глушец, како еден хрчак кој што трча во тркалото, трча и никогаш нема да стигне никаде на исто место е. Единствено нешто што ќе постигне е ќе се прегори себе си, ќе си накалеми различни болести, и психолошки, и физички, и емоционални, и она што можеби е најтрагично, ќе ги запостави другите делови од својот живот. Работата е еден дел од животот. Меѓутоа постои љубовта, постои здравието и постои духовноста. И ќе ги запостави сите овие работи кои што се посебен универзум цел, затоа што сака да се идентификува со нешто кое што не може да се идентификува. Бара плодови од дрво кое што не раѓа плодови едноставно и крај. И затоа сметам дека треба да се смени парадигмата на самата работа. Меѓутоа тоа е еден процес кој што, како што кажа ти,
доаѓа со качување нагоре во спиралната динамика, или во превод тоа доаѓа со зголемување на свеста на луѓето, на индивидуите. Не можеме тоа да го направиме со сила. Комунистите пробале со сила да го направат. Сега ќе ве фатиме сите и сите ќе бидете добри од сега, иначе ќе ве убиеме. Тоа е една многу голема глупост. Само глупав човек, само неинтелигентен, незрел човек може да верува дека со сила ти можеш да донесеш некоја зрелост и некоја вредност. Не можеш, туку само болеста и незрелоста ја буткаш под тепих, се додека чудовиштето не излезе еден ден од тепих и не се види што све се акумулирало и се потиснало. Не, туку тоа мора да дојде со свесност, со зрелост. Секој човек, секоја индивидуа мора да си ја направи својата сопствена борба, за да може човештвото да ја победи борбата со самото себе. Значи не може другчие да дојде. Мора да дојде преку индивидуална преродба на секој човек, на секој индивидуа. Да се деидентификува со својата работа и со тоа што го прави, туку да го едноставно, најпросто е да се каже едноставно да го прави. Да ја види работата како еден природен процес, како што кажавме на почеток, кој што е вграден во нас и е многу прекрасен, многу нормален, многу прекрасен, експресија на нашата креативност, без разлика што си. Може би животот ти подарил такви карти да ти мора да бидеш чистач, а сакаш да бидеш милионер. Или пак може би ти си успел во животот, си станал милионер. Или си станал што и да е, пилот, војник. Имаш нешто кое што го работиш. Меѓутоа, што и да е тоа, не треба да биде извор на твојата вредност. Треба да биде извор на твојата креативна мок. И секој има креативна мок. И чистачот има креативна мок. Може да биде присутен додека чисти. Тоа е најголема медитација. И милионерот има креативна мок во однос на тоа што го прави. Може да ја води компанијата на креативен начин, на убав, на начин кој што го исполнува и него и сите околу него. Меѓутоа, за да се стигне до таму, мора да се уништи оној концепт за работата како смисла и да се работи како експресија. И во многу духовни учења работата ја нарекуваат служба. Значи веќе не е некој идентитет, дури не е ни експресија, туку е служба. Ти правиш за другите луѓе. Тоа е една врвна експресија или врвен начин на гледање на работата, бидејќи во реалноста тоа и е. За да добиеш одреден ресурс, одредена вредност, ти мора да направиш некоја жртва. А таа жртва е всушност служба. Таа жртва не може да биде нешто кое што им штети на сите, туку мора да биде нешто кое што им помага, или барем навидум им помага. И затоа многу духовни традиции велат служим на другите. Тоа е врвниот аспект на самата работа. И сметам дека христијанството во својата основа е баш фокусирано на ваквиот тип на гледање на секој дејство. Дејството го гледаш како служба. Се што правиш во твојот ум држи дека треба да им помогне на другите луѓе. Дека треба да им служи, да им биде од корист на другите луѓе, не да им наштети. Исто така во хиндуизмот има цела насока која што се нарекува карма йога, која што е баш тоа. Им помагаш на другите луѓе, служиш на другите луѓе и со тоа си ја чистиш својата карма и го наоѓаш патот до Бог. Единство со Бог преку служење. И единствен аспект кој што за мене би бил, според мене, или кој што јас можам да ги разберам работиве, би бил повисок од ова служење на другите луѓе, е едноставно работење со чисто присуство. Кога правиш нешто со чисто присуство, без никаква смисла во себе, без дори ниту да им служиш на другите луѓе, ниту да добиеш пари, ниту да се експресираш себе си, туку едноставно само работата постои, само самиот процес постои, ти си го достигнал врвот. И тоа дури може да биде интелектуална работа, меѓутоа кога постои самата работа, многу психолози тоа го нарекуваат флоу, си влегол во флоу. И кога навистина ќе влезеш во флоу, кога постои само работата и ништо друго, кај некои врвни хирурзи, кај некои врвни занаетчи и така натака, кој што процесот станал се, нема веќе зошто го правам процесот, туку само процесот постои, тие во тој момент го допреле Бог, според мене. Додека е присутно прашањето што сме присутни
и сме автентични и сме тука. Кога ќе се појави прашањето зашто, почнуваме да се отуѓуваме. Кога почнуваме да размислуваме зашто ги правиме работите, наместо само да ги правиме, тука е изворот на абстракциите и тука е изворот на отуѓувањето. И тука е бегањето од автентичноста и почетокот на корупцијата. Преска ги спомна комунистите, кои што обиделе на сила, нели, да воведат утопија, како што рече ти сега ќе ја фатиме и сега сите ќе ве направиме добри, инаку ќе ви испотепаме. Нивниот пристап е еден класичен приказ за заљубување во концептите. Се заљубиле во идејата на Маркс или на комунизмот и решиле на сила да го воведат, заблудени дека може така да се воведе. Всушност, идеите се воведуваат од доле нагоре, а не од горе надоле. Идеите кога се созреани, не постои ништо што може да ги поништи. Меѓутоа кога не се созреани, не постои ништо што може да ги воведе. Освен страдањето и зрењето преку страдање, грешењето, нели? Таа грешка ја прават и денеска многу луѓе. Некои во забегување во екстремно левичарство, радикално левичарство, некои забегување во радикално десничарство. Впрочем, ние имавме две епизоди, две дебати со Марија Арсенкова и со Паша, каде што ги видовме двете овие перспективи. Ги спомнав сега комунистите и екстремните левичари. Тоа што се случува кај екстремните десничари што сонуваат за фашизам, сонуваат за нацизам, сонуваат за крајни решенија, кои ќе се воведат со цврста рака и конечно нацијата ќе биде исчистена и се ќе функционира хармонично и одлично. Тоа е невозможно да се постигне така. Тоа е повторно заљубување во абстракциите. Економскиот систем ќе биде ваков, таков, ќе биде напред најдобар за сопствениот народ и така натаму. Значи, тоа што го забораваат екстремистите е дека изразите како комунизам, фашизам, национализам, патриотизам се описни, не се нормативни. Не се како треба нешто да биде, туку ако е веќе нешто да го опишеме како е. Многу точно, многу точно. Храна за умот е ова што го кажете сега. Кога ќе баталиме идејата дека треба постигнеме комунизам или фашизам или што и да е, кога ќе востановиме идејата дека треба да раснеме во нашата зрелост, во нашата мудрост и во нашата богоугодност или автентичност, допир со стварноста, тогаш навистина ќе почнеме да растеме и тогаш сите оние работи кои што ги сонуваме преку овие абстрактни идеи ќе ни се остварат во стварноста. И колективно, и поединечно. А тоа важи и за самата работа, и тоа важи на ниво на поединецот. Она што свештеникот каже како заљубување во процесот на самата работа, наместо во нејзините резултати, кои што се нус производ, кои што треба да бидат нус производ практично од процесот, овозможува да бидеме автентични во самата работа и да можеме да работиме било што, на било која позиција, без комплекси, без нервози, без стресови и слободно. Тоа е основата на слободата. Основата на слободата е кога можеш да бидеш и чистач, и директор, и председател, и службеник на каса, или што и да е, се меѓу, и пак да си тука, пак да си задоволен, и пак да си внесен во течението на самата работа, да си заљубен во процесот. Тука е слободата. Нема нервоза, има опуштеност. И тука е многу добра точка каде што можеме да завршиме денешната епизода. Кратко сиже. Денеска разговаравме на тема работа. Што е работата? Што е нејзината поента? Зошто постои? Како сме откриле? Дали постои само кај луѓето или постои општо во системите, ентитетите, биолошките системи, видови и така натаму? Разговаравме за еволуцијата на работата. Разговаравме дека работата се има префрлено кај луѓето од непосредна работа кон посредна, односно абстрактна работа, и дека ова е извор на многу негативни нуспојави, заради тоа што егото го има зафатено инструментот за работа кој што е неминовен, кој што е вграден во нас и го има узурпирано и се поќе го узурпира за своите потреби. Тоа ги прави многу од проблемите во светот. Всушност, самата Библија кажува дека влюбеноста во парите е извор на секое зло. Го спомнавме аспектот на работата како еден вид на преговарање со судбината, со стварноста, односно со Бог. Врската помеѓу работата и жртвата. Свештеникот кажа, зборуваше околу надпреварот кој што луѓето го се обидуваат да го играат, вртејки во тркалцето на хрчакот, обидувајќи се да се качат што повисоко во човековата хиерархија, означена преку тоа колку материјални богатства имаат и каква позиција имаат и така натаму. Меѓутоа исто тоа што го кажавме дека ова е изгубена трка однапред, затоа што вредноста
ваша доаѓа од вас внатре и е неусловена со ништо надворешно и со ништо материјално. Тоа се каже да го памтите. Единствениот надпревар е сами со себе. Да се обидувате да бидете подобри денес од што бевте вчера. Не е битно другите луѓе каде се, колку имаат. И на крајот разговарахме за неколку примери на забегување во абстракции, како со комунистите, како со модерните екстремни левичари и десничари и нивните забегани решенија. Впрочем, ние во беседа имаме снимено 2 епизоди за екстремно левичарство и екстремно десничарство. Таму е кажано со други зборови во тие епизоди, меѓутоа исто е кажано дека забегувањето не функционира, што забегувањето е забегување во абстракции. Наместо тоа треба да живееме поавтентично, треба да живееме поиќе поблиску до земјата, понизно, и тогаш се случуваат вистинските напредоци, тогаш се случуваат вистинското зреење и умудрување. Тоа важи и за работата, како и за се друго. Тоа беше краткото стиже, а сега одиме со практични прагматични совети. Наместо да се запрашаш себе си кое значење го добивам од работата, запрашај се во каков однос сум со она што го правам. Пробај да се анализираш себе си како извор на одредена активност, а не како примател на вредност од самата активност. Оддели го идентитетот од професијата која што ја работиш, постави јасна граница меѓу работата и личниот простор и личниот живот, вложи се во работата, вложи го својот квалитет, но не се самоуништувај. Не се плаши од работата. Плаши се од нејзиното одбивање. Томас Едисон.